Според информациите кои што ги дознав, приведените двајца се пуштени од полициската станица поради тоа што наводно во полициската станица пристигнал нивниот адвокат кој што извршил сепак притисок во полициската станица пошто морале и двајцата да бидат ослободени на слобода. Во моментов јас се наоѓам во Девер мало пред кафе барот Круг, каде што денеска беше најпрво приведен БГ, кој што заедно со неговиот сопатник му се заканувале на полицаецот по живот и по тело. Но хронолошки да ги сумирам настаните од денот, се започна околу 14 часот и 20 минути, кога полицаецот при неговото одење кон работното место бил пресретен од BMW X5 со скопски регистарски ознаки, управуван од БГ, кој што е роден 78-та година, заедно со неговиот сопатник Дејан Т, кој што е роден 75-та година и кој што по кратко му вперил пиштол на полицаецот и му се заканувал по живот и тело и го навредувал со многу поградни зборови. По известен период на полицаецот му било дозволено да го продолжи патот кон полициската станица, но полицаецот веднаш го пријавил овој случај во полиција, пошто Алфи веднаш пристигнале пред кафе бар Круг, каде што го затекнале БГ и во неговата кожна чанта пронашле метален пиштол црн со марка НН и веднаш истото било приведено во полициска станица. За лицето БГ јавноста говори дека одлежувал 2 години затвор поради обид за убиство, додека за останатото лице Дејан Т во јавноста е познат по тоа што е висок симпатизер и функционер на СДСМ и кој што денеска му се заканувал на полицаецот со метален пиштол. И двајцата се препознаени од полицискиот службеник и одведени во полициската станица поради тоа што поседувале нелегално оружје според законот за оружје, член 80, но исто така и поради тоа што му се заканувале на полицискиот службеник по живот и тело. Но како што кажав, пократко по самото пристигнување на нивниот адвокат, кој што наводно барал да бидат ослободени од полициската станица, и двајцата се пуштени на слобода и немаме информација дали против нив ќе се поведе некоја кривична пријава. Ние исто така денеска во редакцијата на телевизија Нова добивме информација за старица која вчера сакала да замине на преглед во болницата во Скопје, но поради тоа што улиците се блокирани во 12 часот, на неизен не било дозволено да го продолжи патот со транспорт, пошто морала да продолжи пешки. Ова не е единствена реакција. Во текот на вчерашниот ден имаше инцидент кога лице од така наречената шарена револуција физички нападна граѓанин кој што се обидуваше да ја помине улицата, но и пред 2 недели кога родител сакаше своето дете да го однесе во болница. Остануваме ние понатаму, побаравме и покрај тоа што сакавме да воспоставиме контакт со полицијата, сепак не успеавме да добиеме никаква врска, така да останува во текот на утрешниот ден да добиеме повеќе информации за денешниот случај и од полицијата и како ќе заврши сето ова, тоа останува да видиме.